Благодарам, почитувана подпредседателке, колеги пратеници, почитувани граѓани. Сакам да искажам свое мислење во однос на ова значајна тема, бидејќи изборот на гувернер на Народната банка е секако една од најважните, би рекол, и клучни позиции во државата и една од клучните фигури во раководењето со државата. И од тој аспект мислам дека сите дебати се оправдани и сите дебати можат да допринесат не само за демократизацијата и на овој законодавен дом и демократизација генерално на институциите, туку и во делот на квалитетот и она што го очекуваат и сите граѓани од нас. За да се избере било кој за гувернер како кандидат, покрај формалните услови кои што се предвидени во законот, секако дека треба да има одредени принципи, тоа е стручноста и образованието, потребното работно искуство, независноста, интегритетот и политичката независност, кои што исто така потпаѓаат под овие критериуми. И во овој правец мислам дека тоа го кажа и претходните дискутанти, во делот на образованието, стручноста и така натаму, не може и не треба да се спори кариерата академска на Трајко Славевски како кандидат за гувернер на Народната банка. И повеќе или помалку пред се економистите, луѓето од фелата, оние кои што се стручни и компетентни, може да разговараат за тоа дали доволно или помалку од тоа ги исполнува критериумите или не, меѓутоа во суштина во овој дел не може и не треба да има забелешки. Секако и искуството кое што е потребно како критериум се исполнува и тука нема дилема и со оглед на возраста, со оглед на академската кариера, со оглед на сите позиции и функции кои што ги имал, секако дека искуството е на негова страна. Сега, кога зборуваме за другите критериуми, кои што се исто толку важни, може би малку поважни од се тоа претходно што сме го кажале, а тоа е независноста, интегритетот, политичката припадност и така натаму. Ова се сите негативни карактеристики кога станува збор за кандидат за избор на гувернер. Затоа што под независноста пред се треба да се говори за човек кој што има висок морален кредибилитет и дигнитет. Понатаму подготвено за отчетност и јавна комуникација со граѓаните и со институциите. Ние имаме кандидат кој што е член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН во моментот. Према тоа, тој дел на политичка независност не може да биде еден од позитивните работи во однос на кандидатурата за гувернер. Понатаму, кога зборуваме за подготвеноста за отчетност и јавните комуникации со граѓаните и со институциите, како една од клучните работи кои што треба да ги поседува кандидатот и идниот гувернер, за да може пред се да има добра комуникација со граѓаните, мора да има и добра комуникација со медиумите. И во тој дел, јас сакам исто така да цитирам што има кажано Трајко Славевски кога во однос на медиумите, а тоа е во
февруари 22 година, каде што се испраќа порака до порталот Frontline, реагирајќи на еден сатиричен текст кој што е објавен во нивната рубрика АХА во тоа време, во кој што новинарите ги нарекува угурсузи и манипулатори. Ова покажува дека таквиот пристап во комуникацијата со медиумите во суштина е пристап и во комуникацијата и со граѓаните. И не може да очекуваме дека ваквиот пристап кој што го имал Трајко Славевски во овој дел, дека ќе дојде до промена во состојбиве и после неговиот избор за гувернер. Понатаму, кога зборуваме за човек кој што е од таа економска струка, човек кој што креирал политики и така натаму, овде слушавме дека донел одредени новини во изминатиот период кога бил министер. Меѓутоа, факт е дека два пати кога е министер во време на влада на ВМРО-ДПМН и во 2000 година му престанува функцијата министер за развој, заради тоа што се спојуваат двете министерства, па новиот министер за финансии станува Груевски, и во 2009 година кога го разрешуваат од функцијата министер за финансии, токму заради тоа што нема вештини на раководење, ниту пак не покажал добри перформанси во справувањето со економската криза во 2008-2009 година, како клучните забелешки кои што во тој период биле искажани од пратениците на ВМРО-ДПМН при разрешувањето на Трајко Славевски, односно не само од ВМРО-ДПМН, туку и од коалицијата која што во тој период е на власт. Секако дека Трајко Славевски е човекот кој што знае секогаш да стои на страната на крупниот капитал и на олигарсите, визави работниците и оние кои што треба да добијат поддршка од вакви функционери. Зошто ова го кажам? Ќе кажам две причини или два става кои што ги искажува Трајко Славевски. Првиот став кој што се однесува на барањата за зголемување на минималната плата, тој е еден од најжестоките критичари на тој концепт за зголемување на минималната плата или за концептот поврат на данокот на додадена вредност, и тогаш ќе рече дека 9000 денари не е ниска минимална плата за работниците. И сега замислете, 9000 денари за работниците не е мала минимална плата, ама затоа за Трајко Славевски е потребно да биде гувернер за да земе повеќе од 300.000 денари плата. И тоа е нешто што покажува дека само крупниот капитал е нешто што го поддржува. Второ, Славевски на една емисија на Телма на 22 јули 24 година исто така жестоко ги брани користењето на бизнес класа за службените патувања со образложение дека тоа е потребно за ефикасност во работењето на државните службеници, така да очекуваме дека Трајко Славевски ќе биде уште еден од функционерите кој што ќе ги користи тие услуги и дека тоа е основата веројатно и за неговата кандидатура. Понатаму, не може апсолутно човек да заземе една ваква одговорна позиција која што ја има, кога во ноември 23 година објавува порака на социјалната мрежа Twitter, сегашно X, во која што ромите од Македонија ги опишува како џаболебари и неработници, кои што е терет на државниот буџет,
а исто така изразува и загриженост за присуство на странските работници, односно мигранти, како што ќе каже во надписот, едните црномурести ни ги мијат шофершајмните за 10 денари, а при тоа земаат социјална помош од државата, а другите црномурести дојдоа за да работат и ќе ги видите со флуоресцентни елеци кои што се шетаат низ Скопје. Тоа е нешто што навистина го покажува дигнитетот и интегритетот кој што го има Трајко Славевски за извршување на оваа функција. Понатаму, не може да не се спомене, некој ќе рече и овде ние денеска не разговараме за советници, разговараме за гувернер на Народна банка. Да, не разговараме за советници, туку разговараме за кандидат за гувернер кој што доаѓа од местото советник во град Скопје или председател на Советот на град Скопје. Тука ни за скандалозни одлуки кои што ги носи се со цел да ги задоволи интересите на партијата во градот Скопје. И знаете, еве овде на паркингот во собранието, точно кога ќе погледнете и ќе видите дека сега во моментот имате еден камион на ѓубре, сметате дека еден добар дел од тоа ѓубре е благодарение на Трајко Славевски. Така да, во однос на раководењето и во однос на успешноста, вие кажавте што мислите за него 2009 година. Така да, сега се е сувишно што ќе се каже и за што ќе се разговара. Мислам дека овде треба да се спомене и улогата на председателката на државата, господјата Силјановска Давкова. И мора да се спомене заради тоа што таа беше еден од најгласните промотори на моралот, на моралните вредности, на департизацијата, на професионализацијата, држеше предавања на овие говорници во собранието на сите нас, ни кажуваше и подучуваше што треба да се прави, како политиката не треба да биде таа која што ќе одлучува за клучните сегменти, како жените треба да владеат со Македонија, бидејќи таа е промотор. И замислете, од тројца кандидати во кои што една е жена, досегашниот гувернер, таа го одбира Трајко Славевски. Како промотор за департизацијата и департизацијата на институциите, Гордана Силјановска Давкова избира член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН. И тоа воопшто мене не ме изненадува и не ми е чудно. Зошто е тоа така? Затоа што, знаете, добро може да се продаде во јавноста Силјановска како заложник за овие професионализација, принципи и така натаму. Меѓутоа, во суштина, ако погледнете низ нејзината кариера, таа била само послушник. Едно време на Либералната партија, па на СДСМ и на Бранко Црвенковски, па денеска на ВМРО ДПМН. Утре верувајте да дојде и левица, на левица ќе служи многу добро, а ова го покажа денеска и како предлог кој што го даде до собранието, се неќкаше, се фемкаше, како покажуваше карактер некаков дека ќе се спротивстави и така натаму. Не знам, кружат некои приказни дека имала и свој кандидат. Дали е тоа точно или не е точно, јас не можам да знам. Меѓутоа, ако е ова резултат на пазарот кој што е направен, бидејќи сама да рече мора да помине кандидатот во собранието, тогаш мислам дека ги погази сите овие принципи и од денеска веќе не може да се повикува на тие говори кои што ги нудеше овде во собранието. Мислам дека изминатиот период имавме гувернер, прво кој што беше исто така предложен од председателот ВМРО ДПМН Ѓорѓе Иванов, Анита Бежовска, која што го заврши мандатот без ниту една дамка во нејзината кариера и сосема професионално. Мислам за тоа треба одговорно и да ја дадеме признание. Така да сметам дека партизацијата на оваа
највисока институција во водењето на монетарната политика, нема да донесе ништо добро и затоа ќе гласам против.